Што се случува во и околу ловниот резерват Полаки на Осоговските планини, кое со статус на државно ловиште, а го одржува подружницата Осогово на јавното претпријатие Македонски шуми? На ова прашање одговор не може да се добие подолг период, бидејќи директорите на подружницата избегнуваат да соопштат каква е состојбата со дивечот и поставените од претходната власт и сегашните. Но додека раководителите молчат, вработените во подружницата, иако неофицијално, обвинуваат за касапењето на дивечот кој е доведен до истребување. Според едни, на оградена површина од над 1000 хектари екзистираат само 10 до 20 грла високопланински крупен дивеч, други велат дека нема ни толку. За да дојдеме до официјални податоци, телевизија Кочани поднесе барање за пристап до информација од јавен карактер до јавното претпријатие Македонски шуми, кој доколку ги добиеме ќе ги споделиме со гледачите. Инаку тоа што е необично и симптоматично е солидаризирањето на сите кои на еден или друг начин има доперни точки со ловиштето. Пред 20 на години еден раководител на Полаки изврши самоубиство, наводно обвинет за незаконски отстрел на капитален примерок во резерватот. Раководителот на ловиштето, поставен од претходната власт, го напуштил претпријатието и државата. Вработени во Осогово велат дека во негово време и во време на директорувањето на Орце Димитров, бројноста на дивечот од околу 600 грла е сведен на само 10. Како тоа се случило останува нејасно, бидејќи пред неполна година истиот директор најавуваше санитарен отстрел на 80 грла поради нарушена крвна слика. Треба да истакнеме дека државата во изминатиот период инвестираше значајни средства во набавка на дивеч, главно елени увезени од странство. Со државни пари набавувана храна за дивечот за прехранување во зимската сезона. Истовремено подружницата организира и плаќа ловочуварска служба заедно со раководителот.